гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот, подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Уште 2 дена до вториот круг од локалните избори. Кога сме пред втор круг локални избори, се знае, зборуваме за изборни кампањи, за избори, за кандидати, за победници, за губитници и за такви слични работи. Не мислев многу кого да поканам. Мојот млад пријател, соработник, Љупчо Златев. Добро вечер. Златев. Не знам ја која ќе престанам добро млад дојде. Да добро вечер. За мене секој пат ќе бидеш млад од причина што Јас затоа со постари луѓе се дружам. Стално ти си сум на млад. години Да. на мојот среден син Александар. Да си жив и здрав. Злате, И ти, Сотир. чека, ти благодарам. Ние отиде Агим, прво да му дадеме сочувство. Ни Напишав беше ја, пријател на двајцата. Само 5 збора напишав, не можев повеќе. Јавноста знае дека многу сме се карале, расправале, ама позади завеста јавноста не знае кои муабити сме ги правиле, како со коли сме се носиле до дома, како убави муабити сме си направиле, али тоа е тоа. Таму каде што е, знам дека е подобро, тој сега не гледа и со прстот ни мафта да бидеме добри, да не грешиме, да покажеме добр дет кон нашите блиски и кон заедницата. Така да и да рекам, останеме земја мирна му хумени душа. и човечни, Така, и така, да не добро што ти дехуманизираме, да го затоа што споменеме. тој беше таков човек. Златев, ти мене ребра ми кршиш, джигери ми вадиш во тоа лидерот. Да ти кажам, некако те трпам. Сега си ми дојден на терен во Радар. На Радарот ја мислам ке скенираме некои работи, ти правиш добри вивисекции. Сега јас со епитети не те представив, ама од младите аналитичари заменици број 1, најинтересен број 1, меѓу најквалитетните, меѓу најзакачулките, ова е кочански израз, и ја мислам дека ред е малку да не ја разубавиш емисијата Радар, да почнеме со анализи. Ама можеш да ми помогнеш на почеток. Вчера, верувај ми, не те лажам, имав мал здравствен проблем, па ајде малку ми дадоа ова, како се вика таму, Тайлат Хог, па со кебе ме завитка. Падна во една шаманска ситуација, не знам дали сонувам, дали некоја визија имам, и пази што ми се јавува, Златев. Те молам, следиме внимателно. Кратко и ќе мора да ми помогнеш да ми дадеш толкување што е тоа. Сонувам дека на конгрес на ДУИ бираат млад лидер од 24 години, дете школувано во Америка, родено, значи, после војната од 2001 година, кој поднесува реферат штетното влијание на УЧК на политичката сцена и развојот на демократијата во Република Македонија. Слика број 1 или визија број 1. Слика број 2. СДСМ. На конгрес бираат лидер, кандидати. Синот на Заев, синот на Филипче, синот на Љупчо Георгиевски. Со еден глас победува Лавче, лидер на СДСМ. Слика, визија број 2. Влен, после победата во вториот круг и првиот, се расправаат конгрес да се биде или да не се биде, одиме со 4 лидери или со еден лидер. Расправата додека има визија, додека бе во таа шаманска или не знам каква ситуација, не го видов финалето. И најинтересно за тебе, левица. На конгрес со акламација тебе те бират за лидер. Гомената Пасиев прашуваат зошто Златев да ја реформира, да ја направи демократска и да ја направи десничарско-центристичка партија. Златев, ова не е за фраканција, ова верува некоја визија. Треба време да помине да видам како ми дојде таа визија и се молам помагај. Со оглед на тоа што пред да паднеш у транс, Да. си бил болен, Котлај ми а даде потоа си оздравел, те гледам жив здрав. сум, сполајме на Очигледно Господа. од болен до здрав преку овој сон, сигурно утопси се разбудил. Да, потење Да. 2 пати со облекување. Значи, тоа е најважно. Мачкање Сега со да ракија, си ни- па со оние германските маски. Сега да си ни добар. Фала ти многу. Тоа е најбитно. Аман помагај со овие визииве шамански. Джим Морисон, ова Дорс ми личи малку мене. Го знаеш нели, он беше крал на гуштерите. О, поише ми личи на оние што беа по телевизија. Сега ме мавнеш. Тарот. Тарот картите. Да, ама види, тоа е добар бизнис модел.
со таротот. И мислам дека може у политика да се преслика и така да правиме пари. Во однос на визиве, да почнеме од последно. Ајде, Дуи. Од првата. Абе, Дуи, младо детиште, родено после војната, зауче кај штетното влијание. Види, во првиот круг на овие избори, Христијан Мицкоски го доживеа најголемиот успех. Да? Во однос на Дуи. Зошто? Затоа што им покажа на Дуи каде им е местото и им покажа дека без поддршка од ВМРО ДПМН не може во тој блок да има крал. Тоа демократија и крал. може да представува од една страна огромен леверидж за Христијан Мицкоски, затоа што тој демонстрираше доминација. Практично Дуи го тргна од најважните општини, останува уште Тетово да видиме што ќе се случува. И Струга. Но од сите други важни општини со доминантно албанска популација, Мицкоски успеа да го тргне Дуи. Не е тоа успех на Влен. Жалам што е така. Не е тоа автентичен успех на Влен. Туку е успех на стратегијата на Мицкоски. А така те чекав стратегија Тоа зборот да е го предност од една страна, Да. но е и недостаток од друга страна, затоа што тоа може да создаде бран на незадоволство на среден рок кај албанската популација, затоа што нас македонците ни бираат кој да не води. И тоа може да представува реторика која веќе гледам дека Дуи ја користи. Добро, теза не ти ја прифаќам, ама продолжите, молам, продолжи. Можно е да се случи по овие избори една десолуција на Дуи, затоа што очигледно е дека таму веќе сите карти се надвор од масата, Истрошени се. дека веќе немаат лидерство, но можно е и дел од Влен, односно Изет Меджити, кој е буквално најефикасен дел од Влен. Влен за мене е Изет Меджити. Добро. Останативе се крпено за крпено. Добро, нема државата, тоа сум јас, партијата, тоа сум јас. Јас сум, не сум поборник на тоа, ама тука негде си. Сега моментално Можно е да се случи поход на Изет Меджити да ја преземе неговата бивша партија, нешто што би ја направило Дуи повторно да стане мејнстрим. И само така Дуи се враќа. Во секој друго сценарио, погубно за Меджити. Толку. во секој друго сценарио Дуи паѓа, но реформирање на Дуи од надвор преку човек кој израснал и се создал во Дуи, според мене е единственото сценарио кое на среден рок може да му донесе бенефит на Дуи. Злате, жално ли е бе Дуи ако падне? ВМРО падна. Па ВМРО пред 7-8 години со победа падна. И еве го ВМРО се врати најјако, најмокно. Па добро, Дуи тоа е велат и дека демократијата, тие извини. победиле затоа Така. што на листи имаат повеќе од Да. Влен, но ова се локални избори, така што. така. Тоа е тоа. Исто. Добро, одеме со сликата за СДСМ. Таму сум збунет. Сега јас знам, Лјупчо е мој пријател, ама тоа е во тоа друштво каде што е насаден, не му личи, и јас ја сонувам синовите, не нив, не лидерите, тоа јас знам што значи, дека се Си ја истрошени. сгрешил ти. Па сум Не, сгрешил, таму ама тоа е сон, проблемот тоа е лапсо. визија. Таму е проблемот синот на Заев во тој сон. Ја да ти го чекам протолкувам. тука ја тебе. Суштината е, СДСМ ќе на овие избори се уште остана втора партија. И доколку ги видите гласовите кои СДСМ ги остави на листа, и на нив ја ставите излезноста од парламентарните избори, ќе видите дека СДСМ се враќа на истите гласови од парламентарните избори. Добро. СДСМ не доби ништо на овие избори, но СДСМ остана таму каде што е. Длабоко втора политичка партија во Македонија, Длабоко. со закана да стане трета. Во Скопје четврти се. Но она што е важно е дека, ова одговорно го тврдам, доколку утре во СДСМ дојде на чело човек кој ќе биде ослободен од товарот на Зоран Заев, СДСМ ќе добие 70.000 гласа повеќе во една ноќ. Зошто го тврдам ова?
Ако го Не си ми видите, сигурен, ама ајде. ако го видите базенот на сигурни гласачи на ВМРО ДПМН, ќе видите дека ВМРО ДПМН има негде околу 300.000 луѓе кои во секој сценарио гласаат за ВМРО ДПМН. Парламентарни, локални, вакви, онакви, голема излезност, мала излезност, што и да се, сега имавме мала излезност. Они имаат 300.000 фиксни. Кај СДСМ таа бројка беше помала, беше негде околу 220 претходно. Сега отиде 100.000 гласа надолу на 120. 120. Но, ова е едно големо но. На претходните избори, таа разлика од 220 до 300, тие гласачи на претходните избори отидоа кај ВМРО ДПМН. И затоа ВМРО ДПМН ја направи онаа историска победа, која ќе ја повтори на било кои наредни избори. Но, тие луѓе, голем дел од нив, структурно се СДСМ. Им е потребно да видат И тука не согласувам. дека СДСМ ќе се ослободи од заевизмот, ќе се ослободи од прангите на Зоран Заев и ќе тргне во една поинаква политика која нема да коленичи кон коалиционите партнери, која нема да коленичи кон Бугарија. Тоа беше клучната причина на СДСМ. Јас у фамилија имам луѓе кои се традиционално СДСМовски гласачи. Две работи нив ги убедија да гласат за ВМРО на последните парламентарни Кај избори. знаеш дека гласуваш за ова? Па разговарав со луѓето. Тоа е друго. Првата работа е тоа што Артан Груби играше фудбал у владата. Тоа беше понижување за Фудбал и СДСМ. кошарка до уметнички слики е. А втората причина, Гротеск. беше однесувањето кон Бугарија. Доколку СДСМ утре стави еден тотално незабележлив лик, безличен лик, кој само овие две работи ќе ги смени, СДСМ ќе отиде на 200.000 гласа утре. Ова ви го тврдам. Така што за СДСМ постои надеж, но надежта не е во ова раководство, и надежта не е во Венко Филипче, и надежта не е во овие политики. Добро. Малку од малку ми помогна, ми разјасни, ама да знаеш, гласови на избори така лесно не се добиват, затоа што треба баги поцење, треба баги програми, стратегија и дела. Ама еве да речеме дека да им посакаме подобри денови. Може би затоа мене ми се јавил као ликот на Лавче, кој е прекрасно момче, ама тоа малку ми е некако Не е некои тој работи лик ми се. клучен у сонот е да ти протолкувам. Добро, ево ја затоа барам Што толкување. дочекав и сонови да така. толкувам. Добро. Пред да дојдеме до Левица, да одиме со Влен. А ја им предвидив на Бучковски и на од Капитал, како му беше име мојот пријател, овој аналитичар сега што е Зиков. Што Зиков, дека доколку остана двоглавна ламја ќе ги снема рекордно. Не ме послушаа, не избраа лидер, ги снема. Партијата што ја финансираше еден тајкун македонски. Сега овде не гледам двоглава ламја, ама гледам 4 лидера, или еве, нека е редуцирано на 3, и мене ми се јавило во визија дека мора да гласаат еден да се изберат. Твоето толкување, Златев? Си за еден лидер или to be or not to be уште до следните избори со 4 лидери? Ја го кажав во првиот став. Ајде те Првиот одговор мојот став. Ајде. Јас сум за тоа Изет Меджити да го преземе. Добро. И мислам дека Визави Дуи кажуваш. Да. Добро. Два сона ти протолкував со Ти еден. благодарам. Ти благодарам. Сега што правиме со Левица? Дали ја под влијание што гледав емисијава со господјава, што прекрасна емисија вчера направивте, го анализиравте дуелот за кој вечерва ќе ја и ти ќе поразговараме, и сега знаејќи ја и ти колку време сме посветиле во овие 2 години дека соработуваме, дека Левица мора да менува прво вокабулар, па дел од лидершип, па тие дегутантни работи, морбидни она, еве бумеранг им се врати. Ама од каде сега Златев на конгрес е избран за лидер на Левица? Ајде да те видам тука што ќе ми кажеш и да се одиме редовно во програмата. Јас сум основач, еден од основачите од луѓето кои беа во раниот зачеток на Ленка. Тоа е организацијата од Еве која ми ја што визијата мене. предизвика. Еве од кај ми иде визијата. Произлезе Левица, но Да. тогаш го одбивме Апасиев да членува таму како националист. Но тоа е друга Ама тема. после тој ви ја лапна. За друга прилика.
Не, се тргнав многу брзо На потоа. Здравковски му зеде, ајде. Уште предходно јас се тргнав. Јас само бев на оној зарадиш, потоа сватив Добро, Ленка е здружение. не бива од таа работа ништо. Види, јас мислам дека бумерангот на кој му се врати на Димитар Апасиев е бумеранг на неговиот брутален макијавелизам. Зошто? Левица во овој момент има 6 пратеници во собранието. Го имате Сашко Јанчев, кој имаше еден несреќен случај со една сообраќајка во која има загинет и мислам дека човекот размислува да се повлече од политика поради тоа. Иако не беше не го знам. виновен во таа сообраќајка. Сега дали бил или не бил, има една теза дека возел лудо, друга дека не, но во секој случај мислам дека преголем терет му е и сака да се повлече. Го имате Борислав Крмов, човек без никакво работно искуство и без образование никакво, нема формално образование. Зашто никакво, без Гимназијалец. високо образование. Па, Да, добро си. да. Може би сум елитист, затоа што сметам дека мора да имате завршен. А не доаѓа од работничка класа. Доаѓа така. Добро ситуирано семејство. Сум бил дома. Окејлик. Но човек без политички шарми, човек што не може да стане лидер на левица. И имате Јована Мојсовска, која е така. Играч, фајтер, женска верзија на Стефчо Јакимовски. И Кај ти тека Да. теа ова компарација па пар тоа е. екселанс па тоа е. за дискусија. И Идеме? го имавте Амар Мециновиќ, кој беше најкреативен млад пратеник од левица, човек кој кога ќе излезеше на говорница драстично се разликуваше од реториката на Апасиев, нудеше една полиберална и поотворена слика за себе. Апасиев одлучи да го кандидира за градоначалник на Скопје, за да го изгори. Односно за Амар Сигурни сме у Мециновиќ, тоа? се тоа е анализа. За Амар Мециновиќ да не стане закана за него. И што се случи? Затоа што СДСМ е паднат премногу, тука влета албанскиот политички блок кој во првиот круг не испорача гласови за никој од македонскиот политички блок и дојдовме до ситуација во вториот круг во една каша попара од 3000 гласа разлика на 4 партии СДСМ, Влен, Дуј и Левица, да се погоди Левица да влезе во вториот круг. И тука почна да се раѓат звездата на Амар Мециновиќ. И сега го има сериозниот проблем Димитар Апасиев. Зошто? Затоа што во вториот круг, кој е задутре, Амар Мециновиќ ќе има најмалку двојно повеќе гласови од тоа што Димитар Апасиев имаше на претходните парламентарни избори во Скопје, како носител. И Амар Мециновиќ ќе представува од следниот ден закана за Димитар Апасиев. Зошто? Затоа што најголем дел од либералната јавност, која би гласала за левица, но не гласа затоа што има еден црн гавран кој постојано бесе, коли се заканува, пцуе, вреѓа, покажува еден нецивилизиран Робеспиерче ја го нарече. Да, еден фрустриран и комплексаш. Имате едно момче кое е фино, пристојно, насмеано, модерно. Нема појма од локална самоуправа. Океј, и так. Дури Апасиев проба да го минира на овие избори Амар Мециновиќ. Тој излезе на еден подкаст и кажа: мене ми интересира високата политика, а шахтите и канализациите му ги оставам на орце. Тоа значи дека сум го тој пропуштил. Ова не го знаеш. призна Да. меѓу двата круга и излезе намерно на еден медиум за да го минира Амар Мециновиќ да нема буквално никакви шанси. Тоа кажува кој ќе победи. И кажува кој ќе победи подсвесно орце. Да. Па го поправа како се викаат тие водителите, дека или Амар и он тогаш, или Амар и со една цинична насмевка која доколку го гледате видеото вас ви е јасно дека тој не прогнозира победа на Амар. Тој прави се за Амар да доживее фиаско.
во изминатиот период на новинари им даваше информации. Мене ми беше понудена од кругови слични блиски на левица информацијава што ја објави Орце Георгиевски за фамилијата на Мециновиќ, за дивоградбите и така натаму. Па детево се вадеше, па не сум имал однос со татко, ми поизлегоа нели изјави дека имал, но тоа не е ни толку важно и не е полемика, подоцна ќе разговараме. Суштински, Димитар Апасиев направи се за да го минира Амар Мециновиќ, затоа што него не му е проблем недела. Он знае што ќе се случи во недела. Се види од првиот круг. Него му е проблем понеделник. Затоа што во понеделник он до себе ќе има нова звезда која ги обединува младите во левица и звезда која можеби сега нема да сака да игра по неговите ноти. Ава второ е интересно. Имаше интересен текст Призма кој што пишуваат дека Амар Мециновиќ е човек кој ја отвара левица, а Димитар Апасиев е човек кој ја затвара левица. Добро. Златев, јас сум, да не речам презадоволен, го дотакна ти тоа моето ставање на тебе во тој контекст, кога рече работничко потекло, бидејќи ја па знам, нели, дека ти си од работничко потекло, и не случајно може би ја во моите визии тебе. Чекај, има некој у видел. Македонија дедо лорд дека има, знаеш. Чекај, ама да ти докажам. Ама ја мислам дека удржава сите сме од земјоделско работничко потекло. Да. Од кога се виде дека тие се лажно работнички, со лажно работничко потекло, дека не се така сиромашни како што се представувале, може би јас сум сакал во мојата визија да им представам еден лик кој сам си кажува како му е потекло, приказката за татко ти што ја кажуваш и така натаму. Сега дали ме свати? Значи, поентата може би на мојата визија. Ја ти благодарам. Ај сега да одиме малку по-конкретно, да ја оставиме мојата визија, моето шаманство на страна. Ај да одиме сега малку вака. Бројките се неумолни. Мојата анализа е моќта на бројките и моќта на убедување на зборовите, делата и конкретните работи. И сега вака, каде бе спротиставуваме момче и го прогласува за победник уште од првиот круг, кој конкурентот му е Орце Георгиевски, му води 61.000 без малку, без 2 гласа, разлика. Златев, од тој аспект, кажи ми во недела, што ќе се случи, ама дај ми коментар на тој дуел. Ја овака ќе ти кажам, историски дуели се Лјупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски 98, првиот или вториот дуел на Мицковски со Заев и последниот нокдаун на Мицковски што му го направи на Ковачевски и овој дуел за локално ниво, каде што се види кој знае што е локална самоуправа, кој работел 4 години во локална самоуправа, а кој само теоретски зборува и дури мене ја жалев на непознавање на некои работи, ама еве му става можеби малку се збркал или не знам што. Еве може Значи дај ми коментар. Може да ти кажам критички да обсервирам. Ајде. Затоа и те викнав вечерва. Ја не сум некој да ги фалам многу луѓето, да ги кажам за двајцата. Па знам ја тоа, мене што ми правиш, знам. Негативните во лидер. Негативните работи од овој дуел. Ајде, Може? И за едниот и за другиот. Ајде. Негативните работи за Амар Мециновиќ. Дознавме дека Амар Мециновиќ нема високо образование. Добро. Некој велат, па тие со високо не опраија до сега, па тие со купени дипломи си, вакви одакви луѓе. Ако немате вие дисциплина да прочитате 30 книги кои ви требаат да завршите политички студии, вие не може да водите, нели, општина. Град. Па си е враќа на тоа. Ама знаете, он бил сиромашен, од сиромашно потекло и така натаму. Он во последните 5 години има примања повисоки од мене. Е тоа. Значи, он во последните 5 години има примања повисоки од мојата плата. Во последните 5 години. Зборувам за Амар Мециновиќ. Во 5 години можел да положи, па он имал висок просек на тоа што студирал. Имавме увид во на Амар Мециновиќ биографијата. Кога ќе дипломира он беше во 2055-та. Во 9 години има положено 7 испити, тоа е просек од 0,77-78 испити годишно. Со ова темпо ќе дипломира 2055 година. Тоа е тоа. И не е оправдување тоа дека бил од работничко, сиромашно семејство и така натаму, затоа што тоа е предност во Македонија од какво сакате семејство бидете, доколку имате висок просек ќе ви дадат стипендија. Не, туку мрза бил
и не завршил. Знаеш- Значи сега тие глупости ги тргаме на страната. Ајде. Значи тоа е прво што дознавме Добро. дека нема Одиме високо второ. образование. Еве, апел до него, седни, заврши. Уште 23 испити се. Втора работа. Учи и заврши. Втора работа. Дознавме дека Амар Мециновиќ не е баш некоја работничка класа. Па да. Да, ја не би многу разглабал. Продолжи на трето. Да оставиме татко, мајка, тоа, да ги оставиме тие работи. Не. Да. Тоа дури непријатно ми дојде да го гледам. Да. Затоа што не е убаво, Ајде, особено одиме во понатаму. такви комплексни состојби. Трета работа која дознавме дека Амар Мециновиќ за локална самуправа знае колку што јас знам за астрофизика. Ето е жално. Сега види, 5 години е во политичкиот и општествениот живот на Република Македонија. он е Минимум. од тие 5 години, 2 години е советник во град Скопје кој носи гласа буџети за јавните предпријатија кои не ги знаеше кои се и колку се. Тоа значи дека гласал по партиска Кавадар си директива. велиме мчи. Значи, видовме дека он знае како се вика локална самуправа од прилика колку што јас да речеме знам астрофизика. Сега знам тоа што е комета, што е, ама тие математички работи слабо. Тие се трите особини кои ги видовме за Амар Мециновиќ кои го да не речем го дисквалификуваат од борбата за градоначалник, но не го дисквалификуваат од борбата за еден политичар кој ќе понуди различна призма во левиот спектар. Ај како домаќин да додадам нешто што е најжално за мене. 2005 година ја напишав книгата И видовме едно лицемерие, Лаги. извини. Еве, Значи, тоа е. лицемерие. Вие велите, Чекај, тоа е. кога му вели на орце, ти не смееш, ти си дел од привилегираните, твојот татко бил пратеник. Ако му го Не, кажев... тоа е ad hominem тоа. Не, ако му го кажев тоа јас, што работам у моје доел предпријатие на Орце Георгиевски, и што татко ми не бил пратеник, тоа ќе имаше значење. Да. Ама да го каже човек кој е пратеник во моментот. Па тоа е. Говори за едно невидено лицемерие. Сега, може да ви кажам негативната страна за Орце Не, Георгиевски. чекај. Чекај. Кај Мециновиќ најстрашното е што беше фатен во лага, а ја 2005 за сите политичари што лажат, што му рекол дека се политички Минхаузени, и сега во таа партија имавме еден политички Дон Жуан, кој ги менува работиве, знам што зборува, тоа е лидерот на левица, и се ова младо момче, за кое ја доскоро имав симпатии, ме разочара кога на лице место е фатен дека лаже. Те сум дипломиран, те не сум дипломиран. Те сум дете на ваков брак, те не сум вако. Има 3 верзии. Ама не сакам да зборувам за тоа, бидејќи тоа е личен. Како со 7 испити абсолвент си сум со... те ова те он. Абсолвент. Значи, лагата ќе те уништи, злате, немој да лажеш. И се представуваш како така. политиколог, а не си. Затоа што за да бидеш политиколог треба 180 кредити дипломиран да си. Продолжи. А ти имаш само 7 испити. Негативната работа која ја детектира јас лично кај Орце Георгиевски, тој покажа познавање од локална самуправа, покажа нели терти, покажа визија, покажа програма, се покажа. Но покажа според мене повеќе самодоверба и повеќе арогантност кон соговорникот од потребното. Не се согласувам. Можеше И морам да ти образложам. Можеше малку Добро, сега, помалку да ако го жалиме. дозира тоа. Не, Така. не жалиме. Не. Значи, ја ви тврдам. И јас ке бев малку поблаг, зошто? Затоа што доминацијата која ја покажа, кај одредени луѓе може да создаде симпатии кон противникот кој буквално беше за сите овие технички работи прикажан, јасно, Злате. како гревче. И честитки за Иван Мирчевски, не мислев дека ќе биде волку неутрален. Со оглед на неговото минато со Имам ја левица. примедби на Иван Мирчевски, се закануваше со микрофони, со ова, со оно, ама добро, на крајот ја извади емисијата последните 20 минути. Ај вака сега. Самодовербата, Златев е една од најголемите квалификации на еден човек, а тој човек Орце прво вели јас сум човек, а потоа градоначалник. Значи тоа му е позитивна работа, те молам. Ја не видов ароганција,
Ја не видов ни агресивност, ја само видов, бидејќи една фурна повеќе леп од вас, младите сум изел, чекање во заседа и секое начекување му враќаше со аргументи и малиот се изгуби. Не можам ја со Орце, не сум близок, се познаваме, али не можам ја Орце за тоа да му давам негативни квалификации, поготово што да беше он арогантен и агресивен, он ќе го дотепаше. Не, задржа едно ниво, дури мислам и дистанца едно време се повлече. Тоа е мојата обсервација, не мора да е точна. Клучната не мора да е точна. Обсервација од карактеристика на гласови е Да. следна. Ако ја сегментираме дебатата по целни групи, Така? имаме една многу интересна состојба. Ајде. А тоа е Амар Мециновиќ, за да се покаже на оваа дебата, требаше да ги освои симпатиите кај оние кои се над 45 години, кај постарата популација. Затоа што левица таму Ова ти држи најслабо да ти кажам. проаѓа. Ова ти држи. Амар Мециновиќ во првата минута ги изгуби симпатиите кај овие луѓе со тоа што нема факултет. Не, сериозно сум. Ова знаме, ја имам родители колку ме притискале да завршам факултет. Тоа е таа генерација. Да. Твојата генерација, Да, бе, генерацијата да. помлада Така сме 10-15 раснети, бе, години. Златев. Да. Така сме раснети ние. Се. Во првиот момент ја изгуби таа црна група, таа целна група. И понатаму па со незнаењето уште повеќе ја изгуби таа целна група. Од дел на целни групи Амар Мециновиќ не доби нигде и остана статус кво, а Орце Георгиевски Изгуби, падна долу. Ќе ти објаснам. Да, Ќе ти објаснам. Падна Ќе ти долу објаснам. во одредена мера, затоа што, знаеш кај е проблемот? Затоа што пред интервјуто левица создаваше атмосфера. Сега Орце се плаши, еве сега ние ќе одиме, двајца ќе ги Сашо. тепаме, ќе ги доминираме, па младата популација имаше перцепција, мене ми звонеа пријатели, познаени сега ќе видиш, овој ќе го здроби, Малиов е многу јак, елоквентно, така натаму. Не видовме ништо. од тоа. Ништо. И тука се случи своевидна форма на благо разочарување. И мислам дека веќе нема што да разговараме за таа работа. Се едно ќе те подсетам. Најмалку 10 пати во емисиите во Лидер си ме закачкал, ама сутре бе, шо правите во тие едукации, тренинг, обуки, шо правиш со тие млади лидери, ова, она, кога јајте сме си разговарали. Ја мислам дека им ги зимаш парите. Да. Добре, Не, значи... ги учиме прво како да размислуваат како лидери, како да зборуваат, како Кој ги да учите, бе? дозволи. Вие Југославија Чекај. што ја пропаднавте. Дозволи. Да. Се убијам. Да. Значи, Како да вака да мислат, да зборуваат, да се однесуваат, каков стас да имаат, ама што е најбитно, каков став да имаат и ако се сигурни во својот став да не отстапуваат. Ништо од ова Амар Мециновиќ не покажа. Сега нешто сам Да му уверено да платам ти ја кажам. обука кај тебе, Ако ја може го ли? спремав, чекај, Да. ако ја и мојот тим го спремавме, и јас ти тврдам вака немаше да се однесува. Никој млад лидер не е за пуштање да го пуштите да се удави. Кон секој млад лидер треба да имаш почит што сака да биде лидер. Сотир кажи Детево- колку да платам, ја ќе го частам кај тебе обук. Тебе, сега ќе ти кажам. За мене тебе попуст има, гратис, пошто ја не, плаќам. Гратис тебе. За него. За тебе. А ти донеси ми го кој. Ја ваучер него му дам да го учи. За тебе гратис, друг пат ќе ти Еве објаснам Амар, зашто тоа. у понеделник имаш мој број. Добро, ај вака звони, сега. идеме кај Сотир на обука. Да. Значи, затоа што стварно мислам дека Амар Мециновиќ Не сум сам, ја имам тим цел. и днината на левица и Амар Мециновиќ треба да го замени Димитар Сотир Апасиев. Костов може да мафта со раци, да Да. прави мимики, гестови, мимезиси. Тој како лидер не има да тренира. Ја прво на секој млад лидер огледалото му го кажувам. Пред огледало има да тренира. Завршуваме со тоа. Ај вака сега. Од каде бе ова желба поразот да се прикаже како победа на ДУИ и на СДСМ? Лајт мотив ќе ти дадам. Пред 3-4 дена ми се јави Раде Силјан, мојот пријател, ме подсети на еден негов стих пред 20 години и ми вика, го добиваш правото да го користиш во твоите јавни настапи. А стихот вака гласи: во земја на мраморни глави, поразот како победа се слави.
те молам, низ призмата на левица, ДУИ и СДСМ, кој секој на свој начин презентира победа, а тоа е пораз, објасни ми го ова. Како можел тој Раде Силјан пред 20 години да предвиди нешто вакво, иако тој го кажа малку пошироко за Во својата општеството. песна Наши дани, Владислав Петковиќ Дис, Ајде. негде по пред првата светска војна, слично нешто Ајде. има визија, кажува, а поразе сме прогласили за победе. Добро, Да. и Брацо, Да. Димитриевски сега пишуваше прекрасно. Го нема Љубиша Ѓоргиевски, он е мајстор да напиши есеј за победа, есеј за пораз, тој ни замина. Керка му сега е советничко од левица на Љубиша Ѓоргиевски. Не знам, тоа не го знам, ама го знам Тоа кој е. е Љубиша Ѓоргиевски. Кога сме кај привилегираните. Да, И она е веројатно немојш ти да не и се она е- закачкаш. И она е веројатно представник на напатената работничка класа. Не сакаш да, Да. ми коментираш малку за Како? за мраморните глави во ДУИ, да, Левица и сакам, СДСМ? сакам. Ајде Значи, молам. види сега. Ајде. Прво, што да прават? Што да прават, ја кажи? Нека се спремат. Значи, Левица нема мнозинство во ниту еден совет, нема мнозинство во ниту една, како се вика, нема ниту еден градоначалник, има гласови на листи 19-0 губат. И сега во Скопје кој чека. ќе им стаиш, имаат помалку гласови за 20 и нешто ијади од претходни парламентарни избори. Мене друго ми е репер. Еве се, тоа е Левица. СДСМ А се изгубија- победници. Ние сме фактор, без нас веќе не може ништо, така изјави Апасиев. Кој? Апасиев кој рече? Ние се прашуваме од сега. Па ноките на изборите Абе го се, кажа. што да кажеш сега? И па тоа е мраморот во главата. Ма не, што да каже? Одиме сега кај СДСМ. Ајде. СДСМ, Ана Чупески имаше едно гениално гостување Професорка, да? вечерта на изборите, која Ја кажа... мислам дека е повеќе од генијална. Значи, она вика, види, крива паланка, победивме. Да. Тоа е тоа. Се ти славиш тоа што имаш за славење. Кривогаштене? Го забораваш? Или грешам ја? Да, и кривогашто И уште едно, победи. трето. Кај Да. беше трето? Кенитек. Да му утепа сега, не знам. Ке ни кој беше тека. од тие. Али имаат шанси во втор круг. Може да земат евентуално една голема општина. Да, И толку. Крушево Да. кај моје власи. Не, центар Крушево тук има. Да, центар реално гледано. Ама Имаат. битката е во тек. Битката е во тек. Ес. И Ајде. тоа е што да кажат СДСМ. Мора да продолжат да се борат затоа што иде втор круг, па нешто и да погинеш колку можеш ќе се спаси. Ај се малку. Е сега, а Повели? одиме со ДУИ, Аха. ДУИ реално да беа коалиционен партнер на ВМРО ДПМН е. Односно Немојте да мола. беа тие на местото на Влен, сега ДУИ ќе го има истиот резултат. Ја жалам што сум брутално Не ми ја искрен. ежи косата. Значи, Пардон, јас жалам што сум брутално искрен, Искрен. но единствената причина поради која не победи ДУИ е тоа што ВМРО ДПМН го избра Влен, а не ДУИ за коалиционна Ја би партија. додал и тоа што се Ова е сурово и коруптивни- кон Влен, сурово кон сите, сори, ама се тоа е, тоа го мислам. Извинете. Така. Ај сега малку од поезија да одиме реално, некои колеги со некои нивни наслови ќе употребам. За СДСМ да го, можеме ли вака да кажеме? Од шарена револуција, преку црвена резолуција, до потоп на локални избори, а претход до потоп на председателски и парламентарни. Твој коментар краток, те молам? Тоа е. Ова е еден наслов од колумна на Петар Поп Арсов. Многу убава колумна. Ама само од која година? Кој Петар Попарсов овој ВМРО-ецот? Па сега не знам дали е ВМРО, знам дека беше нешто као дипломат, али сега е колумнист, пишува во Република. Не бе, ја мислев овој историскиот Петар Попарсов. Немој. Немој овој ВМРО-ецот, тој е Значи- еден од најосознаените оснивачи на ВМРО ДПМН. Е, па за тоа. Пишува моментално за него, не се закачкај. а Петар овој Попарсов има некој е- нов Петар Попарсов. Да. Добро, ја мислев Во Република колумнист. Пази, види како убава траекторија ни дава. Од шарена револуција, тој вели до црвена резолуција, а ја додавам преку црвена револуција до потоп изборен на локални избори. Твој коментар?
Тоа е се. Тоа е? СДСМ едноставно ги пропушти шансите. И јас верувам дека постои спас за СДСМ, спасот е промена на лидершипот и спасот е посветена политика, спасот е нов манифест на СДСМ во кој ќе се променат Браво. корените политики на партијата и ќе излезат на наредните избори и ќе бидат многу поблиску и ќе се приближат многу повеќе до ВМРО ДПМН. Не сум доволно храбар да кажам дека би победиле, но доколку ги направат овие промени, тие ќе станат втора партија во државата. Доколку не ги направат овие промени, нема да стане ни Пасиев втора партија од државата, туку овие гласови на независните листи, независните кандидати кои ги видовме ширум Македонија, ќе се канализираат во некој нов политички субјект. Добро. Тоа интересно предвидување даваше. Сега даде година за Амара Мециновиќ кога ќе дипломира, ова за СДСМ кога ќе се случи без Латев? Ајде да едно предвидување. Не гледам. Обично погајаш. Тука си Не брскаш. гледам, не. Добро, добро. Не можам Ај вака сега. Ова зависи Има еден од нов тоа израз. дали ќе се трга, знаеш, сега сам имал два озбилни проблеми. Прво, го носи на Ја себе мислам многу повеќе. багажот на транзиција, манзиција, све. Значи, они од Бранко се немаат уште оградено, Бранко од нив се огради. До таму се за нив, отидем. Бранко. После, го имаат Заев, со промена на име Бугарија, Дуидија, води државата и така натаму, СДСМ без да расчисти со овие политики преку манифест, преку јасно декларирање на спротивни политики, Таков те СДСМ сакам, не може браво. да се врати назад. Ето. Брзо, ова, јас сакам СДСМ да се врати назад. Не треба сакам македонската јака политичка опозициона партија на сцена ВМРО да изгледа вака монотонно, а тоа може да го направи само преку расчистување, манифестивно расчистување со претходните политики. Еден политичар од минатото, а сега професор и колумнист, вели СДСМ го постигна едноцифрениот резултат. 3 општини. Тоа е Јовек и Да, Керовски. Дај но- коментари на ова. Едноцифрен вика резултат. Види, ВМРО ДПМН 2017 имаше 5 општини, тоа беа и поголеми општини Така, да. значително. Не, само Каважаци беше поголем. пред тоа имаше исто 5 општини, но ги имаше Струмица, Куманово, Охрид, кои беа големи општини. Сега СДСМ пак ќе дојде веројатно 4, 5, 6 општини, но ќе бидат доминантно мали општини. Она што е важно да се каже е дека на овие избори сепак СДСМ не падна под 100.000 гласови. Тоа беше... Але некој предвидуваше од нашите колеги, не ми текна. Дали Герчо беше, не сеќам, кој не е битно. Добро. Ај вака сега. А сега малку и на победниците да им дајме простор. Еден мој драг пријател, 30 години соработуваме, вели и на овие избори се покажа дека ВМРО е константа, дека Христијан Мицковски е константа. Еве ќе го кажам, Ламбе Арнудов. Ајде за таа константа, те молам, имаш 3,5 минути, да ја објасниш низ призмата на победа на претходните локални избори 21, на претседателските, на парламентарните, повторна победа на овие избори. Те молам, како ти ја сваќаш таа константа или имаш некој друго размислување? Повели. Види, ВМРО е впишано во колективната меморија на овој народ. Не е тоа од историското ВМРО. Зборувам за ова модерново. Од 91 па наваму. Еве, ја ќе ти кажам, Петар Попарсов запиша. По една Ево, ја ќе ти кажам. дефиниција. Никој не мисли дека ВМРО не прави компромиси кои се понекогаш непотребни. Никој не мисли дека во ВМРО нема корупција, никој не мисли дека ВМРО нема, нели, како да кажем, своеведни проблеми со владењето, кадровски, вакви и онакви. Но сите знаеме дека ВМРО ДПМН во овие 30 години директно нема направено ниту едно национално предавство. Добро утро, добро вечер, добар ден и пријатно. Ако приметувате кога ВМРО има константни гласови и кога расте. Сега внимавај на оваа статистика. Ова никој до сега вака не го демонстрира. Па затоа и те канам бе. Кога ВМРО ДПМН секојаш е во лагодна позиција, он има 300.000. Лагодна позиција која. Кога иде в стани пани ситуација, кога гледаат дел од луѓето дека ВМРО ДПМН е загрозено,
се појавуваат од негде 150.000 гласови. Евите ги 450.000 од Дали прошлите биле парламентарни. тоа прошлите парламентарни избори? Дали биле тоа изборите 2017 која се ломеше со Заев, која победи ВМРО ДПМН? Да, со 2%. Дали било тоа претходно Ѓорги Иванов која беше? Секогаш кога е стани пани, од негде се дигаат 150.000 луѓе и гласаат за ВМРО. Зошто? Пази, не е тоа организирано. А знаеш која е големината не е на таа тоа бројка? внатрешно. Од опозиција Не. освоена. Не. А, да. Тоа што говори? Да. Таа говори нешто друго. Ајде. Ова е вистината која многумина не сакаат да ја слушнат во оваа земја. Ја слушам. ВМРО ДПМН не е партија. ВМРО ДПМН е движење. Знаеш како? Затоа што ако може, А, тука имам резерви. ако може 150.000 луѓе без само поради одредена емотивна нишка, поради одредено чувство, од нигде да излезат, без некој да ги повика, без некој да ги канализира, без... Тоа говори за едно делување кое е всадено во далеку и во подсвеста на македонскиот народ. Па ВМРО ДПМН е народна партија. И Драг Златев. она што е поважно, зошто е тоа така? Затоа што ВМРО ДПМН е постаро, односно ВМРО како идеја, Така. е постаро од Македонија. Браво. И некои луѓе викаат, види сега, Македонија била, не била, и сега сепак само 30 години имаме ние независност. Но ВМРО секогаш било. Македонија државотворна е од Асно, да се разбериме. Добро, но независна Оти ваква е вака, од ако одиме, па може да 92-ра. идеме до уставот на македонското востание, Кресненско востание. Мај да не одиме во историја. По таму извира. Па видиш. Од таму извира. Пијанечката влада. Од таму извира Балешевијата. ова подсвест А, од нигде така. искача. Браво, Чекај сега. браво. Пази. И само у ВМРО може да имаш ситуација каде што имаш одреден кандидат, одреден министер, одреден што нека да го видат, а одат сите гласаат за него. Знаеш, има такви примери колку сакаш. И затоа, нели, политичкиот противник стално вика магаре да врзат, магаре ќе победи. Не е баш така, знаат и да казнуваат овие луѓе, но И кажнува. и казнуваат. Но на тоа прашање што сега некои викаат ВМРО ДПМН не изгуби 150 глас, не изгуби ВМРО ДПМН Боже 150. Боже Зошто? се. Затоа Баби и што жаби. разликата е таква каква што е. Многу И, голема знаеш е како? разликата. Немаат порив. И тоа може да биде предизвик дури и сега во втор круг. Немаат Не, се знае. Гледаат, они знаат кој ќе победи, гледаат све и викаат дали ќе искочам, дали не, денот ќе ми одлучи, знаеш. ГКВ е во центар и во струга. Другото се гледа. Него ај вака, дали твој коментар дај ми на тезата моја дека на овие локални, пази локални, а не парламентарни избори, Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН, во спрега со народот, се пресмета со длабоката држава и отпочна битката позасилена против организираниот криминал и корупцијата вгнездени во досегашната власт. Твој коментар сакам многу. Доколку по овие избори не видиме промена во обвинителството, не видиме промена во судството, ова е само Ке биде, а? уште еден Јас влажен согласувам сон со тоа. кој Не, нема да биде лажен сон. влажен. Значи, мора да Немој. почне. По овие избори тоа е клучното. Да. Веќе, уствари на овие избори најточен слоган имаше Ристо Пенов. Доста беа изговори. Значи, сега, Повеќе резултати, ВМРО ДПМН помалку. ќе го има Оправдување. Скопје, ВМРО ДПМН ќе ги има најголем дел од општините, веќе ги има у прв круг, па што останало понатаму. Доколку по овие избори ние видиме ѓубре у континерите, видиме хаотичен град, видиме нефункционални институции во градот, не е више тука Данела да ја обвиниме. Ќе бидат виновни од ВМРО. Тоа е мала Значи, работа. чекај, стој. Доколку после овие избори каде што референдумски ја доби поддршката ВМРО, не видиме ние промена и чистка во обвинителството каде што довербата е 2%, не видиме реформи во судскиот систем. Да. Извинете, више секој прес за Коцевски што ќе го држите, во нашите очи ќе биде смешен.
Нема да има такви пресови. Коцевски... Или за Ленче Ристова, процедура. или за овој, или за оној. Да. По овие избори, веќе нема изговори. Не би требало и нема И- да има. Јас сум убеден. Значи, се надевам дека работите полека ќе се ставаат на трака и полека ние ќе излегуваме од оваа бездна. И да ти кажам. И најмалку Не цени знам треба дали се... приметивте га. Еден од плакатите на ВМРО ДПМН, прочитајте ја, програмата е зелена боја. Зелена боја, вистинска екологија. Сите услови се направени тоа и јас само метафорички ги сваќам 72 часа на орце. Инаку, ја очекувам лер, локален економски развој, ја очекувам прогрес, ја очекувам добра социјала. Сега ги имаме условите. Ја не очекувам, ја чекам. Добро, окей. Значи- окей. Значи... Окей, важи. Тука сме со Да. две-три Ја не очекувам, зборчиња. ја чекам. Да. Ај малку вака сега. Да видиме Карпош. Што не очекува во недела во Карпош? И полека да привршуваме. 2-3 општини ќе спомнеме и да привршуваме. Во Карпош, во Карпош. петок очекуваме Во недела. во недела да падне комунизмот. Комунизмот, не знам дали знаеш дека нема паднато само на 4 места у свет, се уште и сите 4 се на К. Комунизмот во Македонија падна 1998 година, Карпош не е кога паднато уште. прв пат ВМРО дојде на власт. ВМРО не победи у Карпош, комунизмот е на власт у Карпош. И ти знаеш тоа, тебе ти е Стефчо Екимовски, за кој имам генерално окей мислење, ти е од комунистичка партија оваква. Не, од Младина пријател. Он беше детиште кој ја Е, бев са. секретар на Младина Значи, Македонија. комунизам на планетава, комунизмот се уште е на власт уште во Кина, Куба, Кореја, Јужна и Карпош. Значи, Да. сите 4 се на К. Стефчо Екимовски има еден басен на гласови, со кој успеа да ги манипулира двете политички партии во изминатиот период многу, во изминатите, оно 2001 од кога е таму. Па ќе стане министер, па ќе се врати, ќе Ова му е отиде. пета битка му е. Има одредени резултати од претходно, има одреден микроменеджмент, има поддршка од постара популација во Карпош, но сега за прв пат има можност ВМРО ДПМН да дојде на власт во Карпош. До сега никој, тоа било мисловна именка ВМРО ДПМН да победи во Карпош. На овие избори, 98 на парламентарни, не ги знаеш резултатите. значи тоа е друго. Комплетна Зборуваме- победа. Сега- Сум учествувал во тоа јас. За Гаджовски прв и пат. екипата. Не. Имаме Али добро, ова водство. се локални, ова се локални. Имаме водство на ВМРО ДПМН. Имаме кандидат кој имаше 10.000 гласови, 10.500-600, и сега природно ќе отиде нагоре, затоа што па го има и Орце Георгиевски, ја има и победата генерална на ВМРО ДПМН во цела држава и тоа ќе го однесе нагоре. Тоа ќе се случи во Карпош. Сега, од друга страна го имаме Стефчо Екимовски, кој има базен на гласови кои треба да ги извлече од СДСМ за да победи. Без гласовите од СДСМ Стефчо во оваа констелација не може да победи. Добро. Разговарав со него пред првиот круг, уште пред да почне кампањата. И ја му кажував, ја мислев, промашив, ја мислев дека сите тројца кандидати, Стефчо Екимовски, ВМРО и СДСМ ќе бидат слично. Викам, моли Бога да влезеш со СДСМ у втор круг, затоа што природно ВМРО-вците тебе поише ќе те поддржат. Ама знаеш во Фајцум, не. Природно ВМРО-вските гласочи поише сакаат таков тертип на политичар. Ако влезеш, викам, у втор круг со ВМРО ДПМН, СДСМ многу потешко ќе те гласаат. Нема везе, се случи што се случи во оваа кампања, на крај влезе Стефчо со ВМРО ДПМН. А една метафора да ти кажам. Не знам, односно не сум убеден дека ќе успее до крај да ги извлече гласовите на СДСМ и мислам дека веќе во првиот круг за него гласа сите оние гласачи традиционални на СДСМ кои сега одлучија да гласаат за него и дека многу тешко ќе биде од овие преостанати околу 4000 да извлече. Знаеш таму што ќе е одлучувачки? Чии баз, знаеш што е баз во маркетингот? Еве во политика. Но се е можно. Чии баз таму е ќе се биде статистичка појак грешка. на бумбарот број 1, а тоа е Стефчо што кажа, или на младиот бумбар број 2,
кој му направи список на се што не направил овие 4 години. Не знам дали знаеш што ти зборувам. Си ги гледал емисиите? Да. Значи цел еден список што е ветено, што не е направено. Гледачите и гледат, гласачите и гледат, и слушат, и размислуват со својата глава. За мене, само така го објаснувам водството на мојот соименјак Сотир Лукровски, кое не е за занемарување и ќе видиме во недела што ќе се случи. Хендикеп на Сотир Лукровски е тоа што е целосно ново лице и не е профилиран. Хендикепот Може би требаше од таков порано тип во даден момент се претвара во предност. Може би требаше порано да почне со профилирањето негде, но што е тука е, останува да видиме што ќе биде во Предноста е неспорна. Во недела. Ама и гласовите се расцепкани. Какво бе обединување сега ние гледаме во Карпуш? Многу тешко се лепат така гласовите. Многу тешко се лепат. Но Истото, да не бидеме лицемерни, важи и за центар. Сега што правиме таму за чудата во Куманово? Диро, вака симпатична личност, вели чуда се случуваат во животот. Многу бе филозоф, тој го гледа двата. Не, дечкото има своји квалитети, али вака. Со Кант, со Сартер, со Маркюзе, мој тип за Куманово. Мој тип човек, зошто да не? Ама пази, Максим има 16 и кусор илјади гласови, он има 5000 и кусор гласови, значи тука имаме без малку 11.000 и нешто повеќе од 10.000 гласови разлика. Вика, чуда се случуваат. Па види, имаше и Нелеона Милјацка, кад мостове отпадну, и не се случи, еднаш дојде таа реката, надојде, ама мостовите останаа. Као во аеродром да очекуваме чудо, каде што само 200 гласа му фалеа Добро, на Дејан фалеа таму Петерски. за победа во прв круг и не да. се сомневам ја во таа победа, не се сомневам. Тешка чуда. Златев, ај вака. Ќе биде интересно во Кочани. Да, добро, ја намерно го избегувам, а поведи. Сите. Ти знаеш и во лидер, ја не зборувам за Кочани. На Зоран Заев му е клучно да победи во Кочани. Не на Венко Филипче, на Зоран Заев. Да победи овој независниот. Затоа беше во Кочани. Затоа што сака после со него да прави нешто српско сценарио, па они ќе идат пешки до Скопје, ќе протестираат такви работи, но верувам дека тоа нема да се случи. И овој наратив, па Фрчко го ангажира, пишува колумни, ВМРО било криво за тоа у Кочани. Па затоа го сакат. Ама моќта на перото на Сотир Костов после изборите ќе видиш ти за Заев неговото одење во Кочани и нудење пари на ромите и на социјалата. Мислам дека нема да се случи, ќе издржи. Многу интересен граѓански кандидат е практично и на ВМРО ДПМН, ми беше гостин. Во Кочани ќе биде прво интересно, тој другиот од СДСМ направи 2 лични грешки у овакво. Малку повеќе, не се да, 2, ама ја против тоа дете не зборувам, другарче е на еден од моите синови. 2 лични грешки у кошаркарски термин у први 5 минути. Ќе биде интересно во Кичево, каде што имаме исто многу интересна битка. Ја предвидувам победа на ВМРО ДПМН. И етничка ќе биде интересна во Струга, ќе биде интересна во центар. Струга не знам. По помаливи да интересно не ни е битно за општини со 1000 души. Не, мене ми се битни. Дека треба реорганизација. Сите се битни, ама овие се на интереси. Е потребна реорганизација на малите општини да се припојуваат, затоа што смешно е ти не можат ни буџети да направат ни ништо. Општини со 2000 гласа. Пошто си човек кој учи, знае, се уште специализира, оние другите дегри горе, не оние на Амар, по Лондон и по вамо тамо, бидејќи демократијата не е само прв круг, е и втор круг за слободни, демократски, фер и кредибилни избори. Не си политичар, те молам еден апел до граѓаните, нивното однесување на политичките партии, на кандидатите во вториот круг, да не си го расипиме впечатокот од првиот круг и да завршиме. Едино ако не сакаш да кажеш нешто друго. Ја апелирам од граѓаните само наместо да гласаат со емоции, да гласаат со разум. Да. Затоа што од гласање со емоции сме до тука што сме во Знаете, кога ви нуди некој пакет на емоции, кога ве тера поради емоции да гласате за него, колку он бил таговен, колку вие сте биле, не знам, колку не бил привилегиран, или друга емоција која ви вади, а не нешто што е реално видливо и значајно, тоа значи дека вие тера да гласате за емоции. Со емоции се контролира само проста маса. Современи граѓани се одлучуваат со визија, со знаење, со проекција. Пред да заокружите некого,
размислете и направите проекција што ќе гледате доколку тој седи таму. Ја ќе кажам, кажи ми пример у кој град сакаш? Сакаш у град или у општина? Кај сакаш да ти направам да споредам? Што очекуваме ако едниот станува градоначалник, што очекуваме ако другиот? Сакаш у Скопје? Ајде. Ако стане Амер Мециновиќ градоначалник у Скопје, ќе видиме Даниела Арсовска во истата верзија. Нема да има соработка со Советот, нема да има соработка со владата и ние ќе гледаме само кој Ајде малку после са слика за другиот кандидат. Кој е крив? Само тоа ќе се расправаат кој е крив. Дали е управниот одбор или директорот, дали е советот или е градоначалникот. А ако стане градоначалник човекот со христијанска етика кој вели прво човека потоа градоначалник, орце што ќе биде? Ако биде орце, тогаш не сме да има изговори. Браво. Само резултати. И да знаеме дека доколку биде орце и орце не го испорача оно што го ветува, тоа ќе биде проблем за ВМРО-ДПМНЕ, ќе биде проблем и за владата. Ја гледам прво позитивно и после тоа. И знам дека доколку биде орце Георгиевски, буквално ќе му висат на глава, како што му висеа на коце претходно и така натаму, од неговата партија се живо да испорача, затоа што тие ќе тонат заедно со него. Даниела Арсовска за тоа беше грешка. Затоа што Даниела Арсовска као лик од нигде изваден и ставен, не тонеше со неа заедно ВМРО. Доколку беше партиски човек од ВМРО, дури и да беше така луд као неа, на глава ќе му се качува и немаше да тоне градот вака. Јас живеам во Кисела вода, за 4 години не потоневме, напротив, доста се средија некои работи, очекувам тоа да се случи и со Скопје. Млад господине Љупчо Златев, ти благодарам многу. Ти благодарам и тебе. Да си ми жив и здрав. Па ај се гледам у понеделник кај мене на радио да коментираме, да направиме реприза, односно да ги коментираме резултатите кои ние ги предвидовме. Да сме живи и здрави, до тогаш почитувани гледачи, бидете ми поздравени. Неделата е пред нас, ќе видиме што ќе се случи. Ја најмногу сакам да се случи демократија на највисоко можно ниво и да имаме во финала, во финален извештај, фер, демократски, слободни и кредибилни избори. До следната емисија, довидување.